Зголемен водостој на Црна река, но ситуацијата е стабилна и под контрола, велат од Дирекцијата за заштита и спасување по обилните врнежи кои ја зафатија Македонија. Екипите се постојано на терен и ја следат состојбата како во Битола, така и во општините Новаци и Могила. Имено како резултат на чистењето на каналите и реките во текот на минатата година и по чистењето на крупната вегетација од река Црна, каде водотокот е зголемен неговата брзина за 40%, нивото на водата, иако е нешто повисоко од нормалниот за овој тек на годината, е нормално тоа така да биде и далеку е од излевање на реките и на каналите. Така да со овие дождови, 20 на литри кога што паѓаат на ден, ние проблеми немаме и очекувам дека ако вака продолжат падавините, така се според најавите на Управата за хидрометеоролошки работи, веќе денес се очекува да престанат дождовите, утре дека и ќе немаме. Мислам дека оваа сезона поплави во Битола ќе нема. Јошевски посочи дека единствен проблем во моментов представува слечиштето кое е активно неколку денови. Единствен проблем што се јавува моментот е слечиштето кое се појави во местноста Билбилкамен на магистралниот пат од Ресен за Прилеп, каде што има одрони од камења и земја, поради што сообраќајот е прекинат и сега се одвива низ градот. Македонија пат го чисти тоа слечиште, како мислам се натрупува материјалот, така тие го чистат, како ќе се работат, тоа е во нивна надлежност и се додека не се обезбеди 100% сигурност за да нема проблем во сообраќајот, ќе биде сообраќајот стопиран. За сега нема излевање на реките и каналите и нема заезерени површини во Пелагониско. Исто така стабилна е и состојбата со акумулацијата Стрежево, која е полна само 2/3 од својот капацитет.